Владата го потврди договорот со банките за парите од унгарскиот заем кои се наменети за стопанството. Со ова е отворен патот за средствата кои ќе придонесат за технолошки напредок, инвестиции и развој на бизнисот. Со заклучокот, усвоен од министрите на владина седница, се потврдени веќе познатите услови за фирмите според кои ќе добијат дел од ефтиниот финансиски колач. Фирма ќе добие максимум до 10 милиони евра по фиксна каматна стапка од 1,95%, а од плата е до 15 години. Ке се плаќа квартално по завршување на грейс периодот до 3 години, а услов е фирмата да има 20% сопствено учество од вкупната вредност на инвестицијата. Средствата од кредитната линија за финансирање на инвестициите и развојот на приватните трговски друштва ќе бидат наменети за финансирање на дејност производство. Имајќи предвид дека бруто домашниот производ е проектиран на 16 милиарди, станува збор за 5% од бруто домашниот производ. Средства кои што очекуваме да бидат инвестирани оваа и следната година. Средствата од кредитната линија ќе бидат наменети за инвестиции во нови машини и опрема, недвижности, погони, фабрики, деловни објекти за сопствена употреба, транспортни средства поврзани со производствениот процес, обновливи извори на енергија, а ќе може и да се инвестира во нови софтвери. Исплатата ќе биде по доставена фактура со цел да нема злоупотреби. Имаме информации дека најголемиот број од банките се согласни за истото. Во овој момент ги презентираме условите. Процедурата е следна. Министерството за финансии ќе треба да ги префрли парите на Развојната банка. Развојната банка ќе треба да склучи договори со банките. Тие договори да поминат во рамки на надлежните органи во самите субјекти, односно во самите банки, и веднаш потоа да бидат достапни. Очекуваме во најскоро време оваа процедура да се заврши. Заемот од Унгарија е во износ од 500 милиони евра. 250 милиони евра се наменети за капитални инвестиции за општините, за што веќе се потпишуваат договори, а останатата половина за бизнисот. Со инвестициите во јавниот и приватниот сектор ќе се поттикне инвестициски циклус и раст на економијата, кој во буџетот за 2025 е проектиран на 3,7%. На овој начин, според премиерот, државата ќе се спротистави и на евентуалната економска криза која би се случила како последица на кризата во автомобилската индустрија во Европа.